Добар ден на сите! Јас сум доктор Митов и ќе зборувам денес на темата протеини. Многу важна тема, тема за која што толку многу имаме слушано и толку многу предрасуди си имаат создадено, за жал како и за се друго во медицината, и мислам дека ќе биде битно некои работи да ги разјасниме. При тоа, мојот прв став, пред да влезам во прашањата едно по едно за што ќе разговараме, е дека во медицината не може ништо да биде премногу едноставно. Јас сакам секогаш да поедноставам. Јас сакам секогаш пораките да бидат што е можно појасни, колку што е можно поедноставни. Но не е можно во медицината да кажете од сите макронутриенти, протеините се најважни. И толку. И тука да заврши дебатата. До толку упростување на нештата сепак не е можно. Ова го нагласувам од сам почеток, бидејќи го гледам, присутно ми е тоа чувство дека некако се создава некоја скала на која што протеините стојат на врвот. Идеме кој јаде протеини и салата, крај, го решил проблемот, здраво се храни. Не е така и ќе го објаснам. Што се протеините и зошто ни требаат, ќе биде на почетокот одговорено. Телото само ги создава протеините, но сепак имаме потреба нешто да довнесеме. Што е тоа? Кои се просечните дневни потреби? Таа дебата еднаш за секогаш, барем според досегашното медицинско знаење, да ја затвориме. Вежби со тежина, што се случува, кои се потребите од протеини? Тогаш, опасностите од внес на премногу протеини или премалку протеини, растителни наспроти животински, вечни дебати. Многу важно да објасниме е дека калорискиот дефицит не смее да биде еднаков на протеински дефицит. Тоа важи за тие кои што сакаат да слабеат, но тоа на крајот. Одиме поред. Зошто ни требаат протеините? Протеините се едни од така наречените макронутриенти. Значи има микро, самото име кажува се, од макронутриентите има за жал представа дека јаглехидратите и мастите се некако по-лоши за нашето тело во однос на протеините. Јас и на самиот почеток спомнав и сега убаво сакам да го нагласам, дека нашите тела се направени да живеат со сите потребни макронутриенти и дека не можеме цела група од овие три да ја анатемисаме, например јаглехидратите, како најчесто што им се случува, да ги прогласиме за лоши, ниту пак може протеините да ги прогласиме за добри. Таков пристап во медицината, за жал, не е можен. Што треба да знаеме за протеините? Откако рековме дека си имаат свое место. Тие имаат извонредно важни улоги во нашето тело. Цела мускулатура всушност да зависи од структурите кои што ги градат протеините. Се што треба да биде мускулни контракции, работа на тело, волни, неволни мускули, сето тоа е во доменот на протеините. Второ, може да ја имаат улогата на курир, односно да разнесуваат сигнали низ нашето тело. Потоа се обезбедување или специјални единици, одбрана, имунитет. Најголем дел од спроведувањето на имунитетот е токму преку различни форми на протеини. Може да бидат шофери, нели, да ги разнесуваат како молекули, да носат различни работи од едно место на друго во нашето тело, и конечно може да имаат улога на магацин, да чуваат во себе, да складираат многу работи. Имаат и детоксифицирачки ефект. Сум налистал многу овдека за да се потсетам што се треба да ви кажам, меѓутоа ќе сумирам дека улогите на протеините се многу во нашето тело, затоа редовниот внес, правилниот внес е многу важен не само за да се билдаме, фала Богу, туку дека да се одржиме во живот. Тоа што го знаеме е дека има 20 аминокиселини, од кои што 9 ги броиме за есенцијални. Зошто велим есенцијални? Додека останатите нашето тело може да ги создаде само, овие 9 аминокиселини, а што се аминокиселините? Ако гледаме како лего коцки, малите делчиња од кои што се прави еден поголем дел, тоест протеин, малите делчиња аминокиселините се всушност тоа. Големиот дел што ќе го добиеме како протеин, тој е составен од аминокиселини. Од нив мораме да ги внесеме и тие се тие кои што телото ги нарекуваме во телото есенцијал. Сега тука зошто е важно да го разбереме моментот на како нашето тело циркулира помеѓу протеини, јаглехидрати и масти.
Односно, има метаболички патишта за едните да ги претвара во другите. Тоа е важно да го знаеме заради тоа што од една страна, ако го разбереме моментот дека ако претераме со протеини, ние просто само ќе му дадеме една обврска повеќе на нашето тело, тие екстра протеини да земе да ги претвори во јаглехидрати или масти по различни патишта, по различни канали. Не значи дека ако ние се давиме во протеини и ги внесуваме повеќе, многу повеќе од колку што треба, дека тоа се во мускули ќе оди. Тоа не е точно. Веројатно најчесто поставуваното прашање кога се во прашање протеините е дали ги задоволуваме дневните потреби или кој е тој просечен внес. И тука има многу дилеми околу тоа, но професор Кристофер Гарднер од Стенфорд универзитетот вели многу јасно вака: ако вие внесувате доволно калории во текот на денот, веројатноста дека сте внеле и доволно протеини е многу голема и најверојатно ако внесувате доволно калории, всушност внесувате и доволно протеини. Има потреба од некое посебно инсистирање на така наречена протеинска исхрана. Зошто е тоа така? Тоа е така заради тоа што протеините, како и останатите макронутриенти, се распрснати низ сите видови на храна. Повеќе или помалку ќе бидат присутни, не знам, зборувам под протеини, мислам не само на протеини, протеини како што се веќе создадени од нивните составни делови, туку ги мислам тука и протеините и аминокиселините. Тоа, ако човек си го поставува тоа прашање, вие ќе најдете многу растителна храна која што во себе ги има аминокиселините, тоест протеините. И од тука моментот на сомнеш, дали внесуваме или не внесуваме доволно, е сведен на минимум, бидејќи во современата западна цивилизација речи си да не можете да најдете случај на недоволен внес на протеини. Јас, барем досега, во моето искуство, во моето пракса, немам видено случај на невнесување доволно протеини. Според Светската здравствена организација, бројчето е 0,8 грами на килограм телесна тежина. Вие ако земете да одите на интернет и да барате која е дневната потреба од протеини, ќе најдете многу различни бројки. Но тоа кое што на еден начин го сметаме за официјално, ако например станува збор за човек од 70 килограми, тогаш според таа бројка 0,8 би дошло некаде од прилика околу 56 грами протеини на ден. Како нешто што е просечна бројка. Има отстапки, се разбира, од тоа. Ова ќе нагласиме дека е просек. Како и секој просек, станува збор за имагинарна бројка, која што, бидејќи не постои тој вистински просечен пациент. Сите сме некаде тука, плюс или минус. Меѓутоа, со еден интервал подолу или погоре, тука некаде треба да се препознаеме. Голема е потребата кај ните жени, кај децата и кај значително физички поактивните лица. Бројката се движи од 0,9 до 1,1 грам на килограм телесна тежина. И уште поголема е потребата кај значително возрастните лица, бидејќи телото има намален капацитет за метаболизам и за преработка на храната кај тие лица. Таму е од 1 до 1,5 грами по килограм телесна тежина, со цел да дојде до забавување на губитокот на мускулната маса. Многу често пациенти кои што ќе дојдат над 70-та година, го имаат веќе тој проблем на намалување мускулната маса, и за да се намали тоа, да го контрираме тој ефект кој што е природен со напредната возраст, тогаш се препорачува малку повеќе внес на протеини во тој случај. Од ова што е значително важно, математички ако земеме да правиме проценка во однос на просечното население, речиси на сите го имаат токму тој внес, а многумина имаат и дупло поголем внес на протеини од во однос на овие 0,8. Значи, таа класична западна исхрана, која што речиси секој ден подразбира месо, е речиси двојно повеќе од потребната количина на протеините. Тоа е многу важно да се знае, бидејќи тој сомнеш, освен сега посебно ќе зборуваме за категорија на лица кои што не јадат месо и месни производи комплетно, таа е друга ситуација, ќе разговараме за незе, меѓутоа сите останати, веројатноста да се најдат загрозени
заради недоволен внес на протеини е изворено. Рековме, има некои групи кои што имаат поголема потреба од внес на протеини. Малите деца ги спомнавме, бремените жени, понапредните возрастни луѓе, но и ги спомнавме оние кои што се особено физички активни. Што значи тоа значително физички активни, бидејќи во медицината и општо во науката вие мора се да прецизирате, да дефинирате на некој начин. Конзистентно вежбање со тежини би барало поголем внес, кој што оди од 1 до 2 грама протеини на килограм телесна тежина. Значи тука веќе бројката е значително во однос на тие 0,8 кои што на просечното население му требаат. Овдека границата оди горе дури до 2, значи некаде и 2,5 пати над стандардниот внес на протеини. Тоа е групата која што има најголема потреба. Значи, конзистентно вежбање со тежини. Говоруваме за работење во теретана. Тука телесната тежина не може да направи толкова сопствената телесна тежина. Нели тие вежби кои што се со сопствена телесна тежина не можат да дадат толкав напор, толкова потреба на мускулите за да има значително зголемување на потребата на протеини. Тоа е првата група. Втората група се лица кои што имаат интензивни кардиовежби, трчање, велосипедизам, слично, значи се што спаѓа во таа категорија. Тука зголемувањето не спаѓа пешачење овдека. Од 1,2 до 1,4 грами потребата е поголема, значи ако се занимавате да речеме со джогинг, со тој тип на активности, но гледаме дека не е толку голема како ако се вежба секој ден со терет, со големи тежини. Третата категорија, ако човек има просто многу често тренинзи, активни спортисти кои што многу рекреираат, кои што имаат речиси секој ден некаква активност, значи не спаѓаат ни во првата група на работа со тежини, не спаѓаат ни во втората група на интензивни кардиовежби, туку едноставно имаат премногу чести тренинзи, кај нив потребата е од 1 до 1,2 грами. Тука завршува листата на луѓе кои што имаат значително зголемена потреба од внес на протеини заради зголемена физичка активност. Ако почнете да пешачите, немојте да мислите, нели, немате физичка активност и почнете да пешачите, немојте да мислите дека тоа ќе се преведе де факто во зголемување на потребата на внесот на протеини. Значи треба бајаги да се помочи човек за да дојде во овие категории. Еве една кратка математика да направиме во однос на тоа што ви треба или колку ви треба ако сте амбициозни, да речеме, и сакате мускулната маса во рок од една година да ја зголемите за 10 килограми. Тоа е значителна цел, не едноставна цел. Тоа значи дека ако сте 70 килограми, да имате 80 килограми за една година, но мускули. Плюс математиката за да ја разјасниме, замајки дека 70% од мускулната маса е вода, останатите 30% од тие 10 килограми или 3 кила екстра килограми или 3000 грами се всушност аминокиселини, кои што треба да бидат распределени во текот цела година секој ден и да видиме колку дневно во тек на тие 365 дена ќе треба грубо повеќе да внесувате аминокиселини, односно протеини. Ако поделиме овие 3000 грами, ако ги поделиме на 365 дена, ќе дојдеме дека од прилика плюс 10 грами, вака грубо кажано, 10 грами плюс, но ако додадеме и уште 10 грами заради оштетување на мускули, заради што и да е друго, целта гледаме дека ќе бидат 20 грами од аминокиселини или протеини плюс во однос на тие просечните 0,8 грами на телесна тежина. Што мислам дека луѓето можат да заклучат? Тие 3 килограми чиста мускулна маса, исклучувајќи ја водата, распределени во 365 дена и ги дуплиравме, завршија на 20 грами протеини на ден екстра. Ова математика ни дава на увид дека прво не е до внесот на протеините. Значи не е дека ако само нив ги внесувате, а не вежбате, ништо не сте направиле и нема да се создава
мускулната маса. Значи тука, латински кажено, условот без кој не се може или кондицио sine qua non е вежбањето, на кое што надоврзуваме 20 грами аминокиселини на ден. Нема да навлезам во тоа што е правилно вежбање, други лица се постручни за тоа секако, но и таму има и наука, има и филозофија, има и пристап, има и разлики во пристап. Опасностите од недоволен внес на протеини се многу, пред се загуба на мускулното ткиво, но нема да навлегувам во тоа од сама причина, бидејќи се многу ретки случаите на недостаток на протеини. Јас би го допрел тоа што е обратно. Таму каде што има премногу протеини, вишокот на тој внес што всушност прави? Нашето тело има капацитет да складира масти на неубав начин. Има капацитет да складира шекери, да ги претвара во гликоген, значи да ги става по црн дроб, по мускули и така натаму, но нема капацитет да складира аминокиселини. Аминокиселините ќе им го земе азотот и од кој ќе им го извади азотот, тргнуваат на пат да станат масноти или аглехидрати. Тоа е структурата, без да навлегувам во многу биохемија и во метаболизам. Меѓутоа, кога телото ќе добие премногу аминокиселини или протеини, тогаш кога нема потреба кај да ги вгради, ако нема вишок на физичка активност, ќе им го извади азотот и добро утро, сме завршиле пак со вишок јаглехидрати или масноти. Џабе сме јаделе толку протеини, сме го намачиле телото да ги вари, да ги екстрахира, и ако никаде нема кај да ги стави, им го вади азотот, а дека азотот треба да го изфрла преку бубрезите, ќе завршиме со оштетени бубрези, оптеретени бубрези, со многу истоштен систем за варење, за на крајот да немаме никаква придобивка. Затоа не сакам да гледам таков генерален став, протеините се најдобри од се, макар и да ги внесувате вишок, телото ќе се справи. Не е баш така. Телото ќе се справи, но цената што ќе ја плати ќе биде премногу висока. Сосема накратко во однос на делот кој што се однесува растителни наспроти животински, така да речеме, протеини. Балансот е само во тоа да има доволно есенцијални аминокиселини. И како што е можно тоа од месото без многу труд да се овозможи, со малку повеќе труд кај вегански, вегетаријански исхрани, може да се изведе истото, меѓутоа таму само треба да се пази на комбинацијата на аминокиселините. Нема филозофија, меѓутоа ако веќе одиме на растителна исхрана и растителни извори на аминокиселини, тогаш треба да бидеме многу по-разнолики во тоа. И ќе го постигнеме ефектот без да носиме дигитрон со нас, без да пресметуваме која аминокиселина, есенцијална, од каде ќе потекнува, колку ја внесуваме, тие математики оставете му ги на телото. Телото тоа многу добро знае да го направи. Всушност проблемот кај месото може би многу повеќе не се с протеините де факто, туку е начинот на обработката. И начинот на обработката на месото е тоа кое што создава канцерогени материи. И дополнително, бидејќи тие се спакувани со многу масти во се, земеме да ги гледаме како комплет пристапот од растенијата и пристапот од животните на протеините, тогаш супериорно, медицински кажано, е внесот од растително потекло. Може би ќе се помачиме околу комбинациите, но тоа во што е спакувано растителниот протеин е многу поздраво во однос на тоа со што е спакуван најчесто протеинот кој што е од животинско потекло. Сосема за крај, едно нешто би сакал да истакнам, а тоа е кога се прави, кога се влегува во диета најчесто и кога се сака да се постигне слабење, нели, главното на кое што луѓето тежнат да постигнат е калориски дефицит. И тоа е разбирливо, бидејќи калорискиот дефицит е тоа кое што значи слабење. Меѓутоа, калорискиот дефицит, ако има ризик да премине во протеински дефицит, тогаш е проблематично по здравието и слабењето ќе се случува, но ќе се случува по цена на мускулите. Се разбира, ќе се губи и масно ткиво, меѓутоа ќе се губат и многу повеќе мускули. Ако веќе влегувате правилно во слабење, да имате јасна дистинкција, разлика помеѓу калориски и протеински дефицит
И ако прифатите и се трудите да постигнете калориски дефицит, многу да внимавате да не внесете да не дојдете во протеински дефицит. Затоа тој тип на диети под наводници, пристап кога луѓето ќе речат, престанувам да јадам кога сакам да слабеам, и да, нормално, ќе слабеат. Тука нема збор. Или значително ќе ја намалат храната од се, меѓутоа тоа слабење ќе дојде по цена на губење многу мускулна маса, која што потоа потешко се враќа отколку масното ткиво. Тоа денешно во видео сакав да ги допреме овие теми. Се разбира, протеините се многу голема тема. Тоа е тема на која што може да се напишат не еден, стотици докторати. Секој од овој аспект за кој што зборувавме може посебно да се извади и цел овој подкаст да биде посветен само на протеините. И секоја различна емисија да зборуваме само за различни видови протеини, за различни аминокиселини, од каде потекнуваат, што потекнуваат. Секако пишете во коментарите доколку имате интересна тема или на различен начин ги гледате овие работи, или сакате нешто од ова да го прошириме и повеќе да го обработиме, ќе ве слушам, ќе го направам тоа, но сакав некои од најчестите дилеми, особено по однос на количините на протеините и дека ако се претера со нив или дека они се најважни од сите макронутриенти, се надевам дека тука малку помогнавме да го расчистиме тоа како дилема, како неточна информација, како дезинформација, и се гледаме пак во наредни денови. Ви благодарам.